Датум за кога точно ќе се одржат локалните избори се уште нема, но политичките партии на големо се спремаат за истите. Иако официјално кампањата за изборите не е започната, сепак најголемите политички партии веќе наговестуваат кога би се знаеле дел од имињата на кандидатите за градоначалници. Премиерот Заев во својство на лидер на социјалдемократите кажа дека голем дел од имињата ќе се знаеле кон средината на летово. По нашиот правилник и роковник одлуките ги носиме на крајот на август, затоа што во прва половина на септември се доставуваат листите до ДИК, но ако донесеме и претходно одлуки кои ќе значат завршени истражувања и анализи, нема што да чекаме. Ќе ги објавиме да знаат граѓаните да имаат доволно време да направат внимателна анализа за какви личности се работи и преку тоа да оформат став за нивното одлучување. Значи генерално крајот на август, но не исклучува можност во текот на јули да објавиме неколку кандидати каде што веќе анализите ќе бидат завршени. Од ВМРО ДПМН пак велат дека се во период на правење анализи за кандидати за градоначалници, кои на изборите ќе извојуваат победи врз криминалот и неработливоста на кандидатите на СДСМ, посочуваат од партијата. ВМРО ДПМН е во фаза на анализи и мерење на потенцијалните кандидати, за потоа партиските тела да можат да ги изберат најдобрите. Кандидатите од ВМРО ДПМН ќе бидат честни, вредни и почитувани луѓе во својата средина, кои својата работа ќе ја базираат на визија, честност и работливост. Албанскиот опозицијски блок веќе има одбрани тројца кандидати. Од партијата на села велат дека за Гостивар, Врапчиште и Боговиње веќе партијата има одлука. За другите општини се прават анализи, испитувања и разговори со потенцијални кандидати. Не се брзаме, целта ни е да ги избереме најдобрите меѓу подобрите, кои не само што ќе победат на избори, туку и ќе работат за да ги извлечат општините од ситуацијата во која ги донеле градоначалниците од коалицијата СДСМ ДУИ. Од партијата на Али Ахмети за сега нема најава кога ќе соопштат барем дел од нивните кандидати. Единствено познато е дека Еркан Арифи, кој моментално е градоначалник на Рачиново, повторно ќе биде кандидат на ДУИ за да го продолжи градоначалничкиот мандат. Се очекува да наоѓа пред летните одмори пратениците во законодавниот дом да го утврдат терминот за кога ќе се бираат градоначалници, а истото треба да го сторат и во Државната изборна комисија, согласно изборниот законник. Неофицијално за одржување на локални избори во игра се трите последни викенди во месец октомври.